Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Денешните посети на шефот на португалската дипломатија Аугусто Сантош Силва и еврокомесарот Оливер Вархеи, прво на Софија, потоа и на Скопје, по форма треба да бидат знак дека сепак има основа да се верува во можен пробив во пристапниот процес на земјава кон ЕУ веќе во јуни. Но дали е така и по содржина, особено можеби не толку по јавните изјави на тамошните власти, колку по анализите во медиумите кои излегува со оценка дека станува збор за веќе дискутирани и отфрлени варијанти кои не ги задоволуваат бугарските позиции. Дали во таа насока треба да се толкува и пораката од бугарскиот претседател Румен Радев на средбата со гостите од Лисабон и Брисел дека Бугарија не сака да гледа само декларации, туку сака гаранции за својата безбедност и национални интереси. Португалскиот министер Силва во изјавите во Софија и во Скопје не влезе во детали за содржината на преговорите, дури не спомена ни предлог, туку рече дека посетите се навремени и корисни за да се слушнат позициите и очекувањата на двете страни. Колку е реално да се очекува брзо деблокирање на процесот и што ако тоа не се случи? Вечерва ќе разговараме со претседателот на државата Стево Пендаровски. Интервјуто почнува за кратко. По денешните средби на министерот за надворешни работи на Португалија, земјата претседавач со Европската Унија и еврокомесарот за проширување со државно-владиниот врв во Софија и во Скопје, во 360 степени гостува претседателот на државата Стево Пендаровски. Добро вечер, добре дојдовте, претседателе. Добре најдов. За вовед во разговорот предлагам да видиме дел од воведното излагање на бугарскиот претседател Румен Радев, кој во ситуација кога кај источниот сосед има преодна влада е единствената политички и легитимна институција таму. И като страна, отговорен член на Европейския съюз, България държи този процес да отговаря на копенхагенските критерии за членство, на принципа на добросъседство, който е в сърцевината на европейското сътрудничество. А също така този процес да бъде устойчив и необратим във времето. Затова ние искаме да видим не декларации, а ясни гаранции за нашата национална сигурност и за нашите национални интереси. Считаме, че най-важното в този процес е откритият и пълноценен диалог между страните. И държа да подчертая, че България винаги е била и остава отворена за такъв диалог. Затова се радвам особено, че идната седмица, заедно с президентът на Република Северна Македония, господин Пендаровски, ще отдадем почит на свети Константин Кирилов, философ в Рим, и дори ще пътуваме заедно, с което ще потвърдим нашата взаимна воля за открит диалог в дух на добросъседство и сътрудничество. Председателот Пендаровски е во студиото на 360 степени. Председателе, во нашите медиуми мноштвото извештаи велат дека Бугарија го одбила предлогот од Португалија. Ако бидеме прецизни, таква официјална изјава ниту од представник на владата, ниту од претседателот Радев, ниту пак во соопштение по средбите кои што денеска се случија во Софија, ниту слушнавме, ниту прочитавме. Тоа е точно. Каков е статусот на предлогот? Во оваа смисла, дали е прво, тоа не беше предлог земи или остави, така? Не, значи станува збор за, ја би го нарекол, иницијален сет на идеи. Ако е помодерно да се изразиме, non-paper, во кој се нафрлени неколку работи, неколку идеи за решавање на спорните точки кои сите ги знаеме меѓу нас и Бугарија, и за кои никој не очекува, најмалку португалското председателство, иако го се приближуваат кон крајот на нивното председавање, дека може да се решат за недела или две. Да Силва денеска рече, бев во Софија и доаѓам во Скопје, за да ги чуем вашите размислувања за неколку критични точки, бидејќи и бугарите, како и ние, рековме, за неколку работи не можеме да разговараме, за некои работи можеме да разговараме. Она за што ние не смееме и не сакаме да разговараме е познато. Тоа е така наречениот идентитетски комплекс. И тој, првата реченица му беше, во Софија бевме и ги адресиравме според наше мислење нивните загрижености за нивната национална позиција и мислиме дека во овој сет на идеи, во оваа хартија,
страна и пол, дека ги адресираме и вашите загрижености. Меѓутоа, најдобро е вие да ни кажете, бидејќи вие најдобро како раководство знаете што и како да го формулирате тој национален интерес. Значи, никој не очекува дека сега за 2, 3, 5 дена ќе праќаме писмени одговори, тие ќе прават некаков комплот од тоа, комбинација. Тој вели дека до 22 јуни, кога е Европскиот совет, дека се до тој момент ќе очекуваат од бугарска страна, тоа е интересно да го појасна во процесот, иако е јасно на видум, од бугарска страна да кажат да за преговарачката рамка. Значи, ние кажавме што имавме да кажеме, тие кажале што има да кажат, меѓутоа ние не сме членка на Европската унија и од нас понатаму во европските форуми, тоа е чист европски форум, само семи членки ќе бидат присутни, нема што да бараат од оние кои се кандидати за, дури од оние кои преговараат. Туку само од оние кои се членки. Знаете, минатиот декември Бугарија рече не за преговарачката рамка, сега тие очекуваат Бугарија да каже да или Бугарија да се произнесе во однос на овој сет на идеи, каде мисли дека треба нешто да се модификува. Да. Евентуално, ако такво нешто евентуално дојде од бугарска страна, ние тоа не го знаеме, наредниве недели, тогаш тие би можеле нас да не информираат као земја надвор од ЕУ во моментов, дали ова модификација од бугарска страна вие вам прифатлива. Добро, уште еднаш да констатирам, сетот идеи кои што го донесоа Силва и Вархеи денеска не е отфрлен. Ние не знаеме во Софија дали е, можеме да нагаѓаме врз основа на реакциите јавни, имаше пресконференција, поточно изјави, како и кај нас, врз основа на пресконференцијата таму, нивниот министар за надворешни работи, во ниеден момент не рече дека тие го отфрлиле предлогот. Тоа беше интерпретација на дел од бугарските медиуми и се разбира, што е природно интерпретација на некои поранешни бугарски политичари. Кај нас исто така, тоа е како го нарекуваат bottom line, долна точка, не одиме по тоа, ние не го отфрливме тој сет на идеи. Нешто не го отфрливме, имаме изјава од премиерот кој што вели дека предлогот е добра основа за решение. Дали и вие ја делите таа оценка? Ја би одел малку подолу со ентузијазмот и со оптимизмот. Јас мислам дека тоа е добра појдовна основа да почнеме да преговараме посериозно и да навлеземе во тие точки кои за бугарите се спорни, а за нас се неспорни. Зборам за идентитетот. Кај тие не спорат и каде ние не можеме да попуштиме. Значи, јас мислам дека ова е многу рана фаза за да можеме да кажеме дека овој документ денеска е основа за решение. Сакам да се реферирам на тоа што го зборувавте, а го пренесувавте како објаснување од португалскиот министер за тоа дека до 22 јуни, кога се очекува евентуална одлука за прифаќање на преговарачката рамка, тие ќе очекуваат од Бугарија како земја членка. Како земја членка. До тоа не значи дека до тогаш нема контакти меѓу Скопје и Софија, не значи дека нема контакти. Не значи, имаме мисија во Брисел при Европската унија, значи меѓутоа ви велам, тој нашите забелешки, предлози ги нотификуваше. Повеќе ве прашувам во смисла на тоа дека бидејќи делови од тој non-paper сет на идеи како ли ќе го крстиме излегува во јавноста, некакви акции ќе се очекуваат и од оваа страна, да речеме во однос на краткото и долгото име. Се бара од држава да декларира дека краткото име не значи територијални аспирации на оваа држава кон било кого. Знаете што, ја не би сакал, бидејќи имаме джентлменски договор со другата страна и со Европската унија, да коментираме делови од документот. Меѓутоа, можам да коментирам, да ова што го спомнувате сега, можам да го коментирам бидејќи е дел од така наречениот Берлински non-paper. Добро. Од ноември минатата година, кој Бугарија прво го прифати, па го одби. Тоа е прилично јасна ситуација. Значи се бара унилатерална изјава од наша страна до Обединетите нации, дека кога ќе се употребува краткото име, значи само Северна Македонија, тоа не подразбирам во ниеден контекст дека ние имаме територијални претензии врз делови од денешна Бугарија, каде што е географскиот регион Северна Македонија во еден дел лоциран. Дали има нешто спорно, дали има замки според вас во една таква изјава? Во тој дел не. Според мене, во една таква изјава не. Знаете што, кај нас се постојат луѓе кои со право велат дека договорот со Бугарија, наш, од 17-та, и договорот од Преспа со Грција, немаат еднаква меѓународна вредност. Значи, ние имаме заложба да го имплементираме едниот и другиот до крај, до последната буква. Меѓутоа, договорот од Преспа е започнат врз основа на две резолуции на Обединети нации. Медијатор, формален за сето време, е специјалниот пратеник на генералниот секретар на Обединетите нации.
Ова со Бугарија е чист билатерален договор. Повторувам, не значи помалку вреден. Меѓутоа во правна смисла решението преспа депонирано во Обединети нации, така натаму и така натаму. Ова е само ратификувано во нашите парламенти, не оди надвор. Значи зборот ми е, тргнувајќи од тоа некој смета дека ние сега не би требало да им дадеме таква важност на договорот со Бугарија како преспа од овие правни причини. Меѓутоа, ако на крајот во некој пакет, ако некаде се бара од нас компромис, јас мислам дека тој компромис ние би можеле да го направиме и да дадеме таква изјава, бидејќи апсолутно со таквата изјава на ниеден начин не се повредуваат нашите национални и државни интереси. За какви гаранции зборува бугарскиот председател Радев? Вели, не сакаме да слушаме, гледаме само декларации, ни требаат гаранции и при тоа споменува за нашата национална безбедност и нашите национални интереси. Не знам што значи тоа денеска, бидејќи тоа е изјава сега од попладнево, не можам да знам. Меѓутоа, можам да се надоврзам на еден дел од нашиот разговор минатата година, беше прилично долг телефонски разговор, во која тој неколку пати повтори дека вели на празни зборови вели и јас и ти не сакаме повеќе да веруваме такви заложби, дека ние сме браќа, дека ние сме едно, друго, трето, вели тоа е во ред, тоа е политичка реторика, вели јас сакам како велат англичаните legally binding да биде некој документ и да има рокови за одредени обврски, начелно ние немаме против. Меѓутоа претпоставувам дека мисли може најверојатно мисли да се евентуално да се додаде на билатералниот договор анекс во кој прецизно би се наброиле сите обврски кои би требало да се имплементираат од договорот, што е обврска од договорот и да кажем ова обврска до тогаш, ова обврска до тогаш. Иако по мое убедување, сега би зборам не само како политичар и како правник, не знам колку е тоа legally binding. Ако ја не сакам како политичка волја нешто да имплементирам, нема да имплементирам. Меѓународното право не е исто како домашното право. Ако ја или вие не имплементираме, не почитуваме нешто од домашното право, има санкција. Има домашни органи надлежни за санкционирање на оној кој не постапил според законот. Ако не почитувате меѓународно правна обврска, вие може да добиете и пресуда од Меѓународниот суд на правдата, таа нема кој да спроведе. Знаете, ние добивме 15-0 гласање на судиите, повторно Грција во тоа време рече тоа нас не интересира. И нема меѓународен орган кој изрекува санкција. Тоа веројатно се поврзе со процесот на пристапување на Северна Македонија кон него, има начин како Бугарија тоа евентуално да го санкционира. Јас му го реков во тој разговор тогаш на Радев, му викам по мое убедување, зашто во разговорот постојам ти си правник, вели ја не сум, мислам дека вака ме советуваат моите правници. Ја велам, мислам дека од таков тип на додаток, legally binding, бидејќи е меѓународно право во конечна инстанца, прашање нема да врши работа, бидејќи молам, вие можете на сите тие поглавја, сега се кластери, да блокирате дури и без тоа. Дури да не кажувате номинално дека не сте задоволни од билатералните добрососедските односи. Може да кажете дека на пример немате независно судство. Тоа е моја проценка како членка на ЕУ. Ти сакаш да бидеш членка, мислам дека во овој дел треба допрва да работиш. Но не заборавајте дека Албанија минатата година имаше 8 или 9 предуслови поставени само од германскиот Бундестаг, кои немаат врска со добрососедски односи. Беа за владење на право, борба против криминал и така натака. И тоа се посебни мерки со кои се премерува евентуалниот успех или неуспех на тој план. Значи, мојот став е тој. Знаете, во конечна инстанца, јас можам да потпишам се. Ако немам волја да го имплементирам, нема да го имплементирам. Значи, со сила убавена не бива. Ако зборуваме честно, вака се гледаме во очи и му велам, јас нему, тој мене, министер нивни, министер наш, премиер нивни, дајте ова да го направиме, бидејќи е добро за двете држави. Јас мислам дека ни хартија не ни треба. Рековте дека не сакате да зборувате за многу детали, но се чини дека беше автентично тоа што излезе во дел од бугарските медиуми, се однесува на еден обид на португалското председателство за индиректно внесување практично на договорот и некаков роковник за негово спроведување во преговарачката рамка преку процесот за стабилизација и асоциација, бидејќи договорните односи на Северна Македонија со ЕУ сега се заснуваат на тој договор. И практично тоа ќе биде договорот до полноправното правна рамка додека не станеме членка, да. Членство, па индиректно преку тој процес практично спроведувањето на договорот на некој начин да биде предуслов и во нашиот пристапен процес кон Европската унија. Јас лично би немал против еден таков пристап, ако се работи во рамки на стабилизација и асоциација договорот. Меѓутоа повторно ни велам, и да го работиме
тој договор во рамките на стабилизација и асоциација, Бугарија може во останатиот политички оддел, надвор од тој совет, стабилизација и асоциација, може да не блокира ако сака, кога сака. Тоа не гледам дека е барем за нив, не знам каков е нивниот став. Тоа не е некоја гаранција за нив дека ќе биде работа побрзо или полесно. Тие имаат механизми, членка се. Може, јас сум го кажувал тоа во некои стари интервјуа пред неколку години. Значи, знаете што? Кога ќе гледате бројката на формални вета по одредени поглавја, кои се вложени контра Турција во време кога се уште се движеше некако тој преговарачки процес, ќе видите дека најголемата бројка, над 80%, се вложени од мали држави, например како што е Кипар. Не од големите за кои предпоставуваме дека немаат баш голема желба да инкорпорираат Турција во Европската унија. Така што можете, имате 1000 начини да го правите тоа политички и да блокирате. Кој ќе, ако Холандија каже дека нашето правосудство не е толку независно како што треба да биде, што ќе кажете вие од Скопје дека ама не, вие не сте во право, како ќе измерите? Тоа е импресија на таа држава, земја членка, завршена. Јазикот е една од темите која што Бугарија ја проблематизира, одредницата во преговарачката рамка, она која што излезе од Европската комисија, потоа беше подготвена и од германското председателство, беше чиста македонски јазик во таа реченица во која што пишува дека заедничкото право на ЕУ акито ќе се преведува на македонски јазик. Во едно од анализите во бугарските медиуми на кои што се реферирам, вели не е проблемот кога е кодифициран македонскиот јазик, реферирајќи се на подготвеноста на властите од оваа страна да кажат дека станува збор за јазик кодифициран 1944-45 година, велат тоа е официјално познат факт. Проблем е потеклото на тој јазик. Не, гледайте. Значи, го споменавте во едно од прашањето јазикот како едно од прашањата. Јазикот не е едно од прашањата, јазикот е најважното прашање за нас. Со должна почит кон сите останати референци кои го опишуваат еден демократски поредок, меѓутоа за нас е јазикот од животно значење. Подалеку од ова што Европската комисија го даде како предлог во декември минатата година, не постои човек во држава кој може да оди понатаму тоа. Да кажам која е логиката. Ако бугарската страна инсистира во преговарачката рамка, внимајте, зборуваме прецизно да објасниме на публиката преговарачка рамка за влез во Европска унија. Европската унија е направена 1957 година. Ако ти сакаш да зборуваме за потеклото на јазикот, како велат тие пред 44-та, апсолутно е нелогично да пишуваме за организација формирана 57 година, во 21. век преговараме да влегуваме, што се случило половина век или век пред да настане Европската унија. Радев во ова што го пуштивте на почетокот, вели дајте да зборуваме за мастришките критериуми. Тие не зборуваат за потеклото на јазиците. Копенхашки се извинувам. Тие не зборуваат за потеклото на јазиците. Историјата треба да остане таму каде што е предвидена да остане во комисијата составена од историчари. Ќе ви каже добрососедство, па ќе го поврзе со потеклото на јазиците. Еве да ви кажам, значи како ќе објасните на македонските граѓани дека ние преговараме да влеземе во Европска унија со крајна цел да бидеме таму и еден ден македонскиот јазик после долги преговори се разбира да биде 25-тиот, мислам дека сега се 24. 25-тиот официјален јазик. Еден од 25-те официјални јазици. И кој, не знам како кој замислува на крајот, здравје Боже кој ќе дое тој ден, да пишува, значи постои, не знам, германски, француски, ваков, таков, бугарски и постои македонски јазик во согласно со уставот на Република Северна Македонија. Тоа е апсурд. Дали е оправдано според вас по денешните средби што ги има Силва и Вархеј и во Софија и во Скопје, се видовте лично со нив, да се држи отворена можноста за тоа дека на 22 јуни навистина може да се случи позитивна одлука за оваа држава? Има два елемента се тука, две компоненти, две страни на истиот процес. Значи да злоупотребаме на реченица од Да Силва, која ја кажал и во Софија, ние каже и нам. Значи ја го прашував на почеток и на крај се вашиот впечаток, кој е после се. Вели, мојот впечаток е дека за овој процес вратата не е затворена. Така го опишуваат. Искусен дипломат, долгогодишен и политичар, вели вратата... И при тоа таргетот е 22 јуни, така? Да, за тоа зборува. Значи во тој контекст зборува. Вели после тоа ќе преземе друга држава, Словенија ќе преземе. Ние сме до 36. Вратата за процес од ова се што го слушам не е оптимист. Јута вели вратата не е можеше да биде затворена. Како што е УА дел од медиумите и тука и таму, они одбиле и готово, завршена работа. Не вели прво вратата не е затворена. И сега сакам малку да се вратам на бугарската внатрешна позиција.
исклучително е компликувана политичката сцената. Ја ги слушам овие комбинации анализи кои се прават кај нас најчесто дека сега Радев е тој главниот политички, како го нарекувате вие, политички фактор со единствен легитимитет, целосен во моментов, кој има техничка влада која трае 60 дена, собранието практично нефункционално, тоа е завршена работа. 11 јули имат избори и се луѓето велат да, ама Радев нема да оди на избори на 11 јули, така што на партиеве може им е полесно кој год да биде утре во идната влада, ако сега техничката влада каже да. Да, ама Радев има избори на есен. Радев има избори, не се изборите до година. Изборите се, неговиот мандат завршува 22 јануари до година, изборите и кампањата треба да почнат октомври-ноември. Многу е тешко и од него, сега правам да влезам во неговите кондури, во неговата кожа, да каже, бидејќи на есен може да му рече тамо, знаете, националистичкиот блок е силен во Бугарија. Ќе му рече, не владата техничка, ти ги пропушти. Така што... Но еве, да споделам уште еден впечаток од денешниот ден, кога веќе зборуваме за медиумите и за тоа што е приоритет ваму и овде. Овде несомнено оваа посета на 20 европски представници беше прва вест во нашите медиуми, е главен наслов. Во Бугарија ги гледавме централните вести на националната нивна телевизија. Имаше еден покоен уредник на македонската телевизија, користеше една фраза кога сакаше да им каже на новинарите дека треба да направат кратка вест за што ќе оди подолу, дубоко у трејки, викаше. Значи, веста беше буквално пред спорт. Бугарија си има своја една интерна динамика пред изборите. Ова прашање, да, може би е тема, но сепак не е од толку високо национално значење. Да се надеваме. Значи, ако ме прашувате мене, јас тврдам дека ако Бугарија во истиот момент денеска, без било какви нон-пейпери, преговарања, губење време, да не пропушти, да кажам така, ја тврдам дека тоа ќе биде поблагопријатно за незините национални интереси отколку блокадата што ја направи. Јас тврдам дека сите поместувања во однос на затоплување во билатералата со Софија, што е направена после 2017, практично се изгубени и сме отидени во минус заради блокадата во декември. Еве да ви спомнам една анализа која скоро ја гледав, значи некаде пред недела дена е направена едно истражување во кое граѓаните ги прашуваат прилично широко на семпл, ка примерок, од 2000 луѓе се прашувани само за македонско-бугарскиот комплекс на односи и ги прашуваат за различни аспекти на тоа. Од историјата до сегашноста. Значи, има неколку заклучоци, неколку слайдови кои се шокантни. 81 од нив, 82% од луѓето на едно од тие прашања велат дека според нив не постои никаков маневарски простор за попуштање кон Бугарија по ниедно прашање. Ако имате практично сите, и тоа посебно кај етничките македонци. Ако е тоа така, а мене ми изгледа прилично релевантно тоа истражување и редица други прашања закачени на ова прво што ви го кажувам, тогаш може да замислите колку е мал маневарскиот простор на овие што сме сега на некаква позиција да решаваме, ако граѓаните ти велат, ма какви, доста е веќе. Доста е, виткавме кичма, сменивме име на држава и сега некој ќе се погоди да не блокира. А утре заутре која е гаранција дека трети, четврти нема да не го направи исто? И 25 години ќе чекаме. Така што објективно, ја го разбирам, граѓаните се на работ на нервите од сите овие блокади, само методологијата ја чекавме година и пол. Но дали би се верува дека Србија и Црна Гора до ден денешен, тоа денеска го најавува да Силва, до прва треба да ги одржат првите меѓувладини конференции според новата методологија. Ајде сега, кај нас имаше проблем со Бугарија. Зашто овие две држави не направат барем формално конференција според новата методологија? Како треба да гледаме на заедничкото чествување со вашиот колега Радев во Рим поводот е 24 мај? Исто како години наназад. Тоа нема да биде по прв пат. Но ќе се случи неколку дена подоцна. Само заради ковидот и протоколите здравствени кај папата кој не можеше да не прими, тоа ние кажано одамна на 24 на денот и одиме на 26 и 27. Радев го користи како пример за тоа како може да се соработува, вели заедно ќе патувате, така? Негов е предлогот. Уште пред неколку месеци, без да знаеме дека може да дое ваква ситуација, сега гледам дека полека се создава атмосфера дека ние среда, четврток следната ќе баш во авион ќе ја решиме работа. Може ќе потпишете. Да, ќе потпишеме, да.
не ода така работи. Знаете, комплексно прашање, многу има голем влог има, не може еден човек да решава. Тама најдобра волја да има се да е подготвено, не може да се реши секако. Меѓутоа може да се искористи поводот е друг, се разбира, кога сме веќе заедно тие ден и пол и натаму и наваму, може да се искористи за еден фер однос, еден разговор без ракавици, што се вели во 4 очи, во кој јас имам намера да му кажам неколку работи, очекувам и тој да ми ги каже неговите изворни стравови и резерви, и секако и тие ги имаат. И не очекувам пробив. Ако ме прашувате, да не очекувам пробив, или не очекувам да ми каже што мисли за non-paperот се на Да Силва и другите. Меѓутоа, мислам дека е тоа добар гест, да покажеме дека можеме, освен гледање преку нишани и пцуење, и знаете каква беше атмосферата, радикално лоша во односите после нивното вето во декември, особено, можеме да се однесуваме на нормален начин и да го чествуваме Кирил и Методи како што доликува. Да, освен Силва и Вархеј, утре во Скопје доаѓаат уште тројца министри од земји членки на Европската Унија, не само поради тоа, туку поради можеби низа други посетни странични настани, изјави кои што се случуваат во овој период, како да зрее една атмосфера и став во рамките на Европската Унија за тоа дека навистина ново одлагање на евентуалната одлука сериозно и онака подкопаниот кредибилитет на ЕУ овде дополнително ќе го подкопа. Јас со сите мои соговорници, мислам дека тоа една моја изјава го кажав, сега во Брисел, пред 2 недели, на сите мои соговорници им го цитирав едно од последните релевантни, според мене, истражувања кои се правени на тема Европска Унија, поддршка и така натаму. Знаете, ние сме навикнати 20 години, Европска Унија 90%, сите се за, нема проблем. Меѓутоа, објективно, блокадата од Бугарија и плюс односот за време на пандемијата, вакцини, помош, заштитна опрема и така натаму, која секаде дојде доцна, објективно го зема својот данок. Значи, во тоа истражување, на прашањето дали би поддржале некоја евроазиска регионална организација во однос на Европската Унија, дали би преферирале некоја евроазиска во однос на ЕУ, 39% од граѓаните анкетирани рекле да. Бидејќи ние живееме во една комплексна, хетерогена во етничка смисла држава, посебно загрижува податокот што тие 39% се практично сите етнички македонци. Тоа значи дека ентузијазмот кај етничкиот македонски корпус е поприлично опаднат. Тоа влече корени од, претпоставам, од Преспанскиот договор, можеби кај некој од нив, дури од Рамковниот договор и од некои други проекти кои ги направивме со цел да имаме подобра кохезија внатрешна, особено по меѓуетничка линија, за која се разбира, мислам дека требаше да ги направиме, меѓутоа маневарскиот простор кој граѓаните ни го даваат во оваа смисла е се помал и помал. И тоа треба да нас загрижува, или да не ви кажам, да не ви цитирам бројки во однос на поединечни држави, кои некои држави кои воопшто не се во евроатлантската заедница, како членки, имаат далеку повисок рейтинг меѓу граѓаните од некои кои се стари, моќни членки на Европска Унија и на НАТО. Има ли други инструменти ЕУ да влијае на овој процес? Се слуша дека сега дипломатијата за затворени врати е работа која што веројатно не секогаш допира до јавноста. Се слуша дека може да се употребуваат и друг тип на, да кажам, дури и пазарења со Бугарија. Ги имам слушано тие. Би било наивно да кажам дека не сум ги чул тие комбинации, меѓутоа јас мислам дека тој тип на пазарења нема да поминат ако бугарската страна не се увери на вистина дека целиот Западен Балкан и особено нашиот влез во Европската Унија е не само во наш, и во нивни стратешки интерес. Јас тврдам за сето време дека Бугарија би морала да има интерес својата комшика, својата соседка, да ја види што е можно побрзо интегрирана во Европската Унија. Инаку, во спротивно, ако имате несигурно обкружување, е една работа. Ако имате окружување кое генерира стабилност, е сосема друга работа. И за економија, и за трговија, и за меѓучовечки односи. Така што би бил склон да верувам дека е потребно ова сегашна и утрешна политичка класа, елита во Софија, која ќе излезе после нивните избори парламентарни, да разбере дека од оваа страна на границата нема непријател и нема народ или граѓани кои одвај чекаат само да ги понижат, туку има народ кој би сакал да има соработка со нив како со сите други. Значи, ако можевме ние после онаков спор со Грција, сега да имаме интензивна билатерална соработка,
гледате практично по сите полиња се отвараме, и тие кон нас и ние кон нив, не гледам причина со Бугарија да не е тоа. Така држава која постојано истакнува дека е првата која не признала по независноста. Што ако овие обиди не успеат? Што ако на 22 не се усвои преговарачката рамка? Ги делите ли стравовите дека прашањето може да се одложи на подолг рок? Година и пол, две може? Може да се одложи на подолг рок. Знаете, ја не мислам дека е тоа, не знам, ден 22 ако не биде јуни, дека се разбира, мислам дека огромно време е изгубено и до сега. Али не мислам не гледам фаталистички на тој развој на настаните. Се научивме, мислам дека спорот со Грција не научи. Не дај Боже да трае 25 години, да трае со години, ама не научи дека ништо не е толку катастрофично, освен ако самите не решиме да се ја суредиме куќата и да ја држиме во некаков релативен мир и стабилност. Ама паралелно председателят дома се случуваше демократско назадување. Се случуваше, тоа е најголемата опасност кај сите држави кои се некако подзаборавени од евроинтеграциите. Имаме и во регионот слични примери. Јас се надевам дека тоа ќе немам што друго да ви кажам. Значи, друга опција стратешка, а подобра од оваа опција има, подобра од оваа не гледам. Не гледа огромно мнозинство граѓани се уште. Значи, не би рекол, ако не сакате, ние се вртиме на друга страна, тоа би било уште попогубно. Имено имајќи го предвид структурата внатрешна каква ни е и историското искуство, не само со непосредното обкружување, туку и пошироко. Ова е не случајно раните 90-ти ние сме се решиле за оваа стратешка опција, Европската унија и НАТО. Не, туку така било помодарство, па сите други прават и ние ќе правиме исто така. Се очекуваше со изборот на новата администрација во САД поактивен однос и на американците во регионот. Дали е се уште тоа функционирање по принципот на автопилот овде во регионот или се чувствува некаква нова вибрација, нов некаков импулс? Има ли улога за американците во ова? Се уште не се чувства, барем ја не го гледам. Проценката на овие што ни се пријатели од таа администрација, ги имаме, фала Богу, е дека пред јуни, тоа е еден гломазен апарат и, знаете, сите се согласуваат во Америка, самите американци, дека девастацијата која е предизвикана од претходната администрација во однос на градењето партнерства преку океанот и генерално во однос на меѓународните организации, ќе треба времето да се поправи. Ако имате главен слоган и упорно го туркате Америка First, другите ги нема. Тоа значи известен степен на изолираност. Само изолацијата на Америка никогаш не носила добро и за светот. И сега тоа е 4 години така, по таа матрица тие работеле. Допрва се отвараат, дури пред 10 дена ми се чини дека, пред недела дена, неколку клучни позиции во State Department се конечно одобрени од Сенатот и луѓето ги имаат за земе на своите позиции. Тука има луѓе кои го знаат регионот на Балканот одлично, ма доаѓаат и кај нас на времето. Проблемот со САД е во тоа што тие многу одамна, после 11 септември особено, се преориентираа кон Пацификот, кај што се нивните главни глобални компетитори, и особено по 2008 и декларирањето на косовската независност, тие помислија дека сите проблеми големи на Балканот се решени и го препуштија лидерството на Европската унија. За жал, Европската унија е толку хетерогена, сега со 27 земји членки и 27 различни најчесто национални интереси, што не може често пати да направи единствен став за некои прашања. Балканот е еден од нив. Че зборувам за конкретна акција, не само реторички. И сепак ќе мора да се почека таа синхронизација да се крене на повисоко ниво меѓу двете страни на Атлантскиот океан. Да. Веројатно ова и не е од таа перспектива најголемиот проблем за нив. Тука е диалогот Србија-Косово, тука е Босна, веројатно, исто така како отворена тема. Немаме уште премногу време. Сакам да ве прашам како одвнатре го доживеавте регионалниот самит кој што се случи во Брдо кај Крањ и извештаите медиумските за кавга меѓу српскиот председател и косовската председателка? Па не беше само кавга меѓу нив двајцата. Значи, во еден збор, ако ме прашувате, тоа беше мачно искуство и мачна атмосфера. И сега се вратиме, може да ќе ви звучи чудно, да се вратиме на вашето претходно прашање и мојот одговор, околу улогата на САД, на Европската унија. На тој состанок од негде над 2 часа, точно се виде колку недостасува и Европската унија на Балканот и колку недостасува Америка на Балканот. Ја го зборам тоа устата пена ми фати дека ако нас балканците не оставите за дневни работи да се договараме, никогаш нема да се договориме ако сме сами. А без странска асистенција, за жал, освен тоа, овие луѓе што ги спомнуват и држави имаат, во 90-тите има, 99 има
големи воени пресметки меѓу себе, но луѓе загинаа, луѓе милиони се раселија, страшна деструкција на имотот, на инфраструктурата на тие држави се вратени, особено за Босна и Херцеговина, зборам, се вратени, не знам, децении наназад во таа смисла. Беше мачно затоа што се гледа дека не можете да дојдете до најмал заеднички именител. Замислете, ако председавачи се Хрватски и Словенија, двајца искусни, прилично спремни председатели, Милановиќ и Пахор, кои се децении во политиката, не се вчерашни, не можевме да постигнеме заеднички став за неколку прашања, а без тоа немате заедничка декларација. Значи, ова што го спомнувате, не знам дали беше тоа баш точно пренесено во некои медиуми. Практично, косовската председателка инсистираше во завршниот документ од самитот да има Косово да не се двои статусно од другите држави. Значи да се каже дека Косово е држава како сите други, или кај што има фраза да речеме 6 западно-балкански држави да стои, да Косово да биде третирано така, а не да биде само третирано како регионот на Западниот Балкан, како што имаше варијанти. Тоа се различни драфтови на тој документ. А најмногу запна на формулацијата околу кој би бил нашиот став како земји од Западниот Балкан, 6 плюс двете членки на Европска унија, 8, значи контра овие нон-пейпери. Значи, што ние мислиме за таа инфлација на нон-пейпери, особено првиот, кој заговара промена на граници и така натаму. И интересно е што тука сите согласуваме дека тие не се добри, дека нивната крајна консеквенца, ако бидат имплементирани, не дај Боже, ќе биде дестабилизација на регионот, а не стабилизација. Као што велат нивните наводни автори. Меѓутоа, српскиот председател бара вери во ред да не се менуваат границите, ама оние кои се утврдени од ЮН, вели. Што беше неприфатливо за Косово и така натаму и така натаму. И тука имаше префрлање, в смисла дека она што ви одговараше вам до 2008, сега не ви одговара и обратно, значи мораме да имаме конзистентен став. И тука се вклучи и делегацијата од Босна која беше во полн состав. Иако еден е председавач, овие 8 месеци и сите тројца беа, по тоа гледате колкава е недовербата меѓу нив, кога сите тројца мора да седат, а една држава да представуваат. И имаш тука интересни реплики преку маса, во кои најинтересен, најатрактивен беше Додик нормално од Бања Лука. Добро, не ве прашувам на што мислите, не знам ни дали би открили. Дали има одговор од руска страна за протераниот руски дипломат? Најавија дека ќе протераат. Сега до овој момент не. До овој момент не. Барем јас не сум информиран сега додека влезам пред да останувате на ставот дека тоа е документиран случај? Да, знаете што, тука постоеше една шпекулација, јас намерно не кажав таа формулација. Постои шпекулација дека ние од чиста солидарност кон нашите партнери во организациите кај што сме или сакаме да бидеме, дека ние тука немаме случај, меѓутоа импровизираме, измислуваме, да кажам грубо. Меѓутоа овој случај од она што го видов како од надлежните институции беше прилично добро документиран, че не стануваше збор дека е нешто измислено за да се допаднеме на овие организации кај што сме, НАТО, или зборам на фонот на оние настани што се случиле пред 8 години во Чешка, со експлозијата во тие воени магазини и неколку други држави кои се солидаризираа со Чешката република. Законот за легализација на дивоградби, официјалното име е поинакво, решивте да не го подпишувате указот за негово прогласување, им порачавте на претениците да помислат уште еднаш, кажавте тоа што мислите околу некои негови делови. Дали сте имале некаква комуникација со некого, пратеници, влада, не? Не, само имав консултација со правниот тим кој работи кај мене во кабинет и со неколку истакнати правници надвор од кабинетот. Дали вашите искрени очекувања се дека во парламентот сепак ќе се случи поправка, доработка на тој закон пред втор пат да дојде? Јас мислам дека ќе се случи, се надевам, немам точна проценка, меѓутоа се надевам дека ќе се случи затоа што верувајте не постои закон, еве 2 години сум председател, не памтам било кој законски проект, ама било кој, од било која област да предизвикал такви негативни реакции кај широкото граѓанство. Што ќе рече самото по себе дека владата со таквиот предлог и парламентот со гласањето сигурно не си печели политички поени. Аргументацијата беше дека тоа бил закон за сиромашните, за оние кои што изградиле по една-две соби. Мислам дека на некој медиум ја видов таа аргументација и контрааргументација. Значи, ако е за сиромашните, ние имаме во Министерство за труд и социјал имаме список име и презиме на сите илјадници за жал се уште кои се социјални случаи и не е спорно за нив. Меѓутоа, ако вие велите дека ова сега ќе се легализира со 50% повисока цена од нормално, значи ако е комуналија 100 евра квадрат, а секи биде 150 евра, ја мислам дека сиромашните тоа сигурно не може да го платат.
по размената на изјави, посредбата што имавте со лидерот на ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски, во која тој првично вас ве обвини за како рече дволичност, за тоа дека едно сте зборувале на средбата, а потоа сте давале други изјави на што вие вративте. Имаше еден интересен параграф, мислам дека беше последниот од вашето соопштение во кој што велите никогаш не сум коментирал тоа што приватно го барале од мене, веројатно алудирајќи на тоа дека сте добиле сепак некакво барање од Мицкоски на таа средба, која што би било интересно за јавноста, но сепак решавате да не го соопштите. Прашањето мое, останали отворени тие канали на комуникација? Да, мислам дека тоа беше и целта на неговото доаѓање кај мене. А 27 април опасност да се урушат пак тие мостови, не? Знаете како, тоа е нивна проценка. Ако речат вака ќе биде, тие решаваат. Тие се автономен политички субјект. Јас мислам дека, ако ме прашате мене, и минатата година беше навистина на тенка основа одлуката нивна да се замрзнат односите, бидејќи уставно-правно таа ситуација беше кристално јасна. Ја немав право да го држам со месеци и месеци мандатот во ФИОКа и да не му го давам на оној кој ми каже дека единствен преговара и единствен е блиску до 61%. Инаку, тој став што вие го загатнавте генерално, не само со овие дипломати кои доаѓаат од Португалија, не знам од каде, утре ќе доаѓаат од други европски држави, ја стварно мислам дека джентлмени не прераскажуваат детали од разговор кој е во 4 очи. Потоа. Подсетувајќи го Мицкоски дека и вие имате веројатно ас во ракав. На страна тоа не мислам дека имало такви работи, меѓутоа ви кажам, ако јас и вие разговараме се пред камера, и тука нема камера, на јавноста гледа. Тоа е посебна категорија. Ако сме дојдени во 4 очи, немаме дури ни најблиски соработници до нас. Се знае зашто е тоа направено. Прв пат после практично година дена имаме средба, мислам дека треба да останеме во рамките на едно децентно однесување. Кога ве прашав околу тоа што ако на 22 нема усвојување на преговорачката рамка, нема закажување на првата меѓувладина конференција, една од последиците на која што мислев се внатрешните реформи. И подсетувањето на тоа што практично ни се случуваше во периодот кога Грција го држеше ветото на маса. Дали на овие средби кои што ги имате со меѓународните представници почнувате да слушате критики пред се за состојбите со корупцијата во државата? Јас реков нешто на таа тема по моето враќање и во Брисел и по моето враќање од Брисел. Знаете, до сега не слушавме поголеми критики за оваа област конкретно. Зборувам затоа што беше пандемија и тука знаеме сите Европа и сите ние заедно на периферијата на Европската унија бевме подзаспани. Малце се боревме со тој непријател кој го имавме. Јасно е дека политичката динамика не беше стандардна или вообичаена. Меѓутоа Европа полека, Европската унија полека се буди, се враќа назад во игра и мислам дека тој тип на забелешки ќе ги имаме се повеќе и повеќе, се разбира таму кај што има простор за такво нешто. Инаку од Брисел ви реков дека беше позитивно оценето тоа што поранешен, па и доскоро и висок функционер во владата беше притворен. Значи тоа се смета како, секој пат се сметало како добар чин, ако актуелната владеачка гарнитура апси или поднесува кривични пријави против своји функционери. Инаку, научивме сите овие години на Балканот дека е најлесната работа да ги гониш поранешните функционери и да кажеш ние имаме одлична борба против високата корупција. За жал тоа во Европа така не се цени. Ова е добар знак и неколку други ситуации кои ги гледаме деновиве, во кои се шпекулираше дека може би има договор меѓу некој од власти и некој од поранешните функционери, па нема. Видовме дека нема. Луѓето тие, да не ги именувам, остана и понатаму во притвор. Тоа се цени, меѓутоа тоа се само добри потези. Ама не биле покриени сите алки во Синџир. До овој момент, јас бе пред 10 дена, до овој момент така изгледа, позадината не ја знам, меѓутоа факт е дека ако вие апсите висок функционер од владата баш, тоа не може да се каже дека е селективна употреба на правото. И да потенцирам, тоа е само еден детал. Че се разбира, понатаму доаѓаат и други. Има неколку постапки кои се отворени за сериозни случаи. Наркотрафикингот, во кој беше висок политички функционер вовлечен пасошите 200 и кусур давани на сомнителни типови на меѓународни криминалци. И тука сме под сериозен мониторинг на Европската унија. Дали тоа до крај ќе се изведе како што треба или ќе се заташка по судските коридори, ќе трае 10-15 години, на крај сите ќе прашуваме што се случи со тој човек и со тој случај. Толку за вечер.
Благодарам што бевте дел од 360 Благодарам за степени. поканата. По паузата е саботажата. Безопасната промена на идентитетот, предизвикана од несакана грешка, предизвикува чувствителна реакција, а камоли обид на цела една нација да и се наметне историја која не соодветствува со незините корени. Вечерва дебатирам со моите гости, Алфред Муслију. Добро вечер. Добро вечер. И Тоа добре за Алберт дојдовте. после ќе го кажам. Алберт. Алфред ме нарече. Повторно се извинувам да ве сгрешим, не знам како, а се знаеме долго. Оние што не грешат, туку за тоа имаат очигледна намера. Не само што не се откажуваат, туку одбиваат и да прифатат конкретни аргументи, врз основа на кои може да се црпи искуство за потеклото на народите и за нивните вистински корени. И е многу едноставно за сваќање пустото. Тој он праша како сваќате вие тоа со корените. Е вака сваќаме. По науката сите сме од мајмуните. Така, по религијата сите сме од Адам и од Ева. И како бе тоа македонците од бугарите само од свет или бугарите од македонците сам? Нели сме или од мајмуните или сме од Адам и од Ева? За никој да не дозволува од некого да го прави тоа што не е, особено кога станува збор за Дарвиновата теорија во домашни услови. Предпоставка е барем еднаш да се слушнат стручните кадри, кои за разлика од јавноста приложуваат аргументи со кои може да се подржи сложната акција за легализација на дивоградбите, во кои спаѓаат сите ексклузивни објекти кои се представуваат како социјална категорија. Не може некој да изгради хотел диво и вие да му дозволите, па и со мислење и со што сака нека биде, да му дозволите да го користи, да стекне некаков имот на таков начин. Конфискувајте го и тогаш ставете дека ќе живеат социјални случаи, бидејќи на власт е Социјалдемократскиот сојуз. Да, решете асоцијалата и земете му го хотелот и направите го детско одмаралиште на Шапка тогаш. Тогаш и само тогаш никој функционер ниту градоначалник нема да чека некоја кадровска комисија или некој друг одгоре да му ја решава кариерата. Туку доколку е способен, чесен и работи во интерес на граѓаните, тие тоа ќе го препознаат и ќе му доверат одговорноста. Како и да е, јас сум член на политичка партија каде што треба да одлучат органите дали треба да бидам јас кандидат или не. Тоа што може да го смислат партиите, особено кога нивните експоненти се исклучително досетливи, ги надминува сите граници на креативноста, која според општиот впечаток можеби не е доволна, па на избраниот му се дава импулс за дополнително зголемување на квалитетот на ансамблот. Жан Терибил Чаев, ја, хајде, ka arsye për Valentina Bozhinovskën nuk e di. Me të vërtet nuk e kam idem pse. Këtu veç mund vënë edhe Latasi edhe Milenko Nedelkovski edhe të bëhet komplet si duhet пакети. И на крајот, кога се зборува за аномалии, иако иднината ним им припаѓа, како една од најголемите, имајќи ја предвид кусата демократска историја, се смета младоста. Тоа е све добро, ама па без искуство имаме луѓе што се на функции за кои не разбираат зошто се таму. А камо ли да ги сменат работите што треба, што се нафатиле да ги менуваат. И во таа смисла јас колку и да е предност нели младоста, сепак мислам дека тоа што сме каде што сме во голема мерка е данок на неискуството. Само за таа давачка во земјава нема евазија. Кога станува збор за данок на искуство, Македонија е во авансна претплата. Пријатно до понеделник во 22.